Ја водиме оваа битка за да за само една година Македонија двојно го подобри својот скор и индекс на медиумски слободи. Сметаме дека Македонија не смее да си дозволи да продолжи да биде државата која што се наоѓа помеѓу Непал и Ангола. И многумина кои не веруваат, изгубиле верба и во политика и во политичари, ќе речат како. И па многу едноставно. Македонската радио и телевизија, символ на македонската државност. Немојте да укате. Оти куќата не е крива. Туку првите луѓе кои седат и ја узурпираат таа куќа. Македонската радио телевизија ќе ја ослободиме од партиско туторство. Од граѓаните за граѓаните. Тоа е мисијата за оваа куќа. Убедени сме, и овдека има такви, меѓутоа убедени сме дека и мнозината оние кои работат во таа куќа го посакуваат тоа и на телевизијата и на својата татковина. И нив ги повикувам да ни се придружите. Кажете им не на оние кои мислат дека онаа зграда е татковина само на неколкумина. Придружете ни се во разговорот за вистината. Придружете ни се во делењето и ширењето на таа вистина. Буџетот нема да го користиме за да ги корумпираме медиумите. Клеветата нема да ја користиме за да ги уплашиме или казниме новинарите. Со закон ќе го промениме највисокиот износ кој може да се плати за казна за клевета, и тоа според предлог кој што ќе го дадат професионалците, Сдруженијата на новинари. И да не забораваме, ви ветуваме, од 12 прилози на вести, ниту еден нема да биде нарачка. Што неколкумина во власта одлучиле, туку заради тоа што Македонија, кога оваа лоша епизода ќе заврши, ќе покаже дека такво владење веќе не прифаќа. Ја водиме оваа битка и за да Македонија стане држава во која правото владее, во која прислушкувањето е исклучок, а не правило. Затоа целосно ќе го измениме законот за следење на комуникациите. Истиот овој, кој овие главни глумци го направија таков да им служи нив и на тајфата околу нив. Тој нов закон за следење на комуникациите ќе обезбеди контрола на граѓаните, а не на власт. Ќе обезбеди гаранции за граѓаните, а не гаранции за власт. Затоа со законот ќе гарантираме целосна парламентарна контрола преку тело кое ќе го води идната опозиција. Ќе им дозволиме да влезат во МВР. Нема да правиме детски трикови како оние што му ги правеа на Тито и на останатите, затоа што знаеа дека имаат што да кријат. Ја водиме оваа битка не за да една забега на власт замениме со друга. И ова го кажуваме искрено и со голема доза на одговорност. Свесни сме дека граѓаните денеска сакаат да видат нешто различно. Сакаат да видат добра волја, не да се менуваат луѓето, туку да се менува овој злосторнички систем. И затоа не сакаме да ја смениме власта за да имаме министри кои ќе се колнат во своите добри намери, туку власт која своите добри намери и добри политики секој ден ќе треба да ги докажува. Ќе мора да ги докаже во собрание, ама не со полициски упат. Ќе мора да ги покаже низ постојана дебата во медиумите, во која никој од нас нема да бега од дуел. Ако некој имаше дилеми зошто Никола Груевски бега од дуели, овие разговори се ни кажаа. Ова се луѓе кои не им веруваат на своите. Ова се луѓе кои не им веруваат на собствената држава и ова се луѓе кои не си веруваат на себе. Македонија тоа веќе не смее да го дозволи. И на крајот, дозволете ми да кажам и нешто лично. Во мојве 40 и кусур години
имав шанса и да патувам. Да живеам куси периоди и во некои други држави, во помали, во поголеми места. Да бидам искрена, со љубопитност заминував, да бидам уште поискрена, со голема радост се враќав. Се враќав во Македонија и се враќав во Скопје заради тоа што тоа е единствениот мој дом. Како што е тоа единствениот ваш дом. Како што ова е единствената татковина на 2 милиона луѓе. Се враќаме во својата татковина затоа што тука е нашето детство или младост, нашата љубов, нашите семејства, родители и деца. И затоа денес е време, кога гледаме што и се случува на нашата Македонија, да испратиме една порака. Да не дозволиме да не бркаат еден по еден од неа. Да не дозволиме да не плашат еден по еден. Да не дозволиме да не сотрат еден по еден. Македонија е похрабра од што тие мислат. Македонија е посилна од што им изгледаш. Македонија е помудра отколку што овие од власта се надеваа. И затоа денеска Македонија во сите вакви сали е повеќе од обединета. Обединети сме сите, и во мисла, и во срце, и во разум. Обединети сме без разлика на кој јазик зборуваме, која вера ја имаме. Обединети сме без разлика и на партиските книжки. Обединети сме со една единствена цел која многу ги плаши. Да не дозволиме ова зло да продолжи. Да не дозволиме ова зло никогаш повеќе да и се случи на Македонија. Слобода, демократија, слободна Македонија е вистинската европска Македонија.